На ваква емисија. Гостувајте, почитувани гледачи и вие кои достига не сте учествувале, можете да учествувате и со домашни животни ако се талентирани, например може со куче. Ако некоја или некој има талентирано куче, слободно нека го донесе. Еве јас ќе дадам нападсви, например ако е кучето талентирано за пеење, можете слободно да го научите, например нова песна или стара песна. Ако ноќе завива, слободно учете ја песната, препорачајте му ја песната Мојо коња по месецу, мојо коња, а мајка гаку. Или пак една песна има така понова од Нино, вака вели удахни дубоко, витне хоќку. Нешто сака ова, бидејќи Залаев се исплаши микрофонот. Удахни дубоко, видиш да те хочу, најболje се ствари дешавај ноќу. Тоа е што се однесува до домашните животни. Може и магаре, например, еве, има такви песни, например, згодни за магаре. Ево овде едно мало магаренце може да го донесете и слободно да ја испее песната Македонско девојче, дали има и така натаму. Затоа да видиме дали господинот Мите размислува на таа тема, бидејќи се наоѓа на мојот список како вечерашен учесник. Еве го Мите, мори Мите. Она песната, како би ја пеел еден пензионер кога би одел. Ајде, Мите, каде си? Ова прв пат се случува, толку трема го фатила, што само што го најавив, на вратата избега. Добро. Го фати и од преде и од позади. Меѓутоа затоа не имаме вечева лек. А јас знам дека исто што се случува кај нас и тука се случува. Кај нас веќе сите градови имаат фестивали, почна по селата сега. Исто и тука ќе биде, нели, во Мелбурн имаат цветници, па ќе дојде уште еден, па ќе почна по Джилонг, по така по селата, по фармите. Важно е да пееме, нели, кој пее зло не мисли, живе 20 години повеќе. И што е најважно, имаме песна за секој момент. Например, еве јас ќе ви кажам, ако случајно со мажот не стоите добро, со песна веднаш да му одговорите, не со шлаканица. А исто и мажот може, например, си доаѓа мажот доцна и жената веднаш почнува: "Абре, кај си ти, рече, во 3 ќе се дојдеш, кај си сега? Па 3, па 4, па 5, па требаше на цветници, оде цветници се стори. Сега да го земиш тепикот, да го изтресеш за ине, да видат сите тука." И тој почнува: "Не можам, душо, не можам да го изтресам." Па види, јавна куќа, тоа ти е куќа сега. Има разни куќа, ма таа куќа, влегува еден, излегува, не се знае ништо. Па тоа исто ко татко ми кога не е дома. И веднаш, значи, некак... Пред Нова година е навистина весело секаде, па и во полиција, и са бајле доаѓа еден многу радостен. Доаѓа. Добар ден, леле. Биди сериозен во полиција, да би како, среќен сум, срце ми плаче. Добро, што пријавуваш? Вечера кола купив, ми ја дигна денес. Па како може да бидеш среќен, внатре и жена ми беше.